Јас сум Андрија Микулек, член на новинарската работилница на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Тука сум со Милош Андоновски, наш драгоцен режисер. Моето прашање за вас е каква е вашата улога на фестивалот Војдан Чернодрински? Ти благодарам, Андрија, драго ми е што ме повика да разговараме. Имам повеќе улоги со тоа што јас имам улога и пред почетокот на фестивалот и за време на фестивалот. Секако дел сум од еден тим кој што работи во текот на целата година. Пред фестивалот и за време на фестивалот сум координатор на едукативната програма на фестивалот. Оваа година проектот Чернодрински за деца беше работен 7 месеци, исто како и минатата година, со тоа што за време на таа едукативна програма учествуваат ученици од основни и средни училишта од Прилеп, заедно со нивни наставници и професори, кои што потоа за време на самиот фестивал представуваат што научиле во текот на тие 7 месеци во однос на театарската уметност, нели различни сфери, актерство, сценографија, костимографија, драмско пишување и изведуваат представа. Така што го водам целиот тој едукативен процес 7 месеци пред почетокот на фестивалот, ја координирам представата, публиката за време на фестивалот и секако вториот дел од улогата и задолженијата ми се да се грижам и да ги режирам отворањето и затворањето, како да речеме свечени настани на фестивалот, нели точките од кои што почнува и завршува фестивалот, така што и тука имам да се осмислат и напишат говорите, да се испланира редоследот на кој гостин кога ќе излезе, затоа што имаме некогаш обраќање на министер, на градоначалник, директорката на фестивалот треба да се обрати. Исто така со една колешка заедно го водим и протоколот за сместување на гостите, нели ако имаме некакви пријатели, соработници долгогодишни кои што треба да ги сместиме некаде, го водиме заедно и секако во периодот кога немам обврски, сум тука за да го поддржам целиот тим и да помогнам каде и да треба, со што и да треба. Ги спомнате работилниците. Каков е интересот на младите за работилниците? Што уствари најмногу ги интересира младите во Прилеп за тие работилници? Јас сум фасциниран од Прилеп како град и од прилепчани и колку прилепчани и прилепчанки имаат однос со целиот фестивал, од младите до возрастните. Втора година поред има навистина многу голем интерес и од самите вклучени учесници во едукативната програма на фестивалот, но и од публиката. Во недела на денот посветен на Горан Стефановски, во киното Мистон пукаше од публика, буквално, луѓе седеа на земја, не им беше проблем, се обидувавме да вратиме луѓе назад, односно им потенциравме дека едноставно нема место, не ни е проблем, ние ќе седнеме и на скали и на земја, така што има голема поддршка и секако и од училиштата кои што беа вклучени во едукативната програма, нели децата кои што дојдоа и нивните професори и наставници, и мислам дека Прилеп има одлична почва за негување на идните театарџи, односно актери, режисери, драматурзи во Македонија и на вистина има многу голем интерес. Се надевам дека ќе продолжиме со ист интензитет и за третиот циклус од ноември па натаму. Се уште е рано, секако ќе бидат објавени повици, ќе се сподели и програмата, но досега мислам дека на поубаво место не би можел да замислам да бидам отколку во Прилеп. Што учат? Кои вештини ги учат младите на овие работилници? Театарското образование е еден многу интересен и динамичен процес, нели кога се изучува театарот и сите негови сфери, кои што ги спомнавме, од актерство, театарска режија, драмско пишување, драматургија, театарска критика и гледање театарска представа, исто така имавме работилница посветена и на тоа. Учениците не само што развиваат вештини и стекнуваат знаење од таа сфера, туку и тие вештини им помагаат и во едно друго поле, односно на развој на лични вештини, на интроспекција, на подигнување на самодовербата, емоционалната интелигенција, развивање на лидерски вештини, подкрепање на самодоверба, така што, например, и минатата година и оваа ми пристапија родители на деца кои што 7 месеци доаѓале на работилниците да се заблагодарат затоа што забележале промени кај нивните деца, охрабрување, раст на самодовербата, едноставно децата некако се отвориле, односно станале посвесни за себе си, за своите квалитети, и тоа многу ме радува. Мислам, така што ние изучуваме се за театар, ама попатно некако се учат и некои животни вештини кои што не можеме да ги исклучиме од тој процес на учење театар.
Баш ми е мило што младите се заинтересирани за ова и што се надоградуваат не само како глумци, туку и со животни вештини. Па дали вие, кога бевте млад ученик, некогаш сте имале можност да учествувате на вакви работилници? На вакви работилници не. Мојот прв контакт со театарот, настрана зборувам од искуството како гледач, беше во 7-мо одделение. Ми дојде професорка по македонски јазик од основна, Ница Лазаревска, и ми кажа: Милош и уште неколку деца од одделението не издвои, да одите во 10 часот во театарот, ќе има аудиција. Јас не знаев тоа како изгледа, што треба да правиме, пристигнавме, ме одбра да играм во една представа, така што јас почнав како актер дете, завршив како режисер потоа. Не сум бил на работилници, ама од тој некој прв допир со театарот и научив, некако осознав како се прави представа, и потоа за време на моите средношколски денови, аматерски, самиот правев представи. Ги викав другарите од класот, со учениците, гледав луѓе од прилика кој мислам дека може за одреден лик да одговара, кој каква енергија има, кој е гласен, кој е тивок, срамежлив, или првично така некако ги доделуваме улогите, потоа на факултет го учиме сосема спротивното. Ама самиот го правев тоа некако и собирав луѓе околу себе и се создаде една фина група во Куманово од која што подоцна излегува и други некои мои колеги, дали актери, дали режисери, кои што сега работат во различни градови од државата и во различни театри. И некако сами го изодувавме тој пат и мислам дека најверојатно поради тој момент што не сум имал некој за да ми го даде тоа што ми требало или да ме подучи, денеска сум станал тоа што сум, па јас им помагам на другите и сакам да им помогнам и сакам да споделам. Ви благодарам премногу. Ти благодарам и тебе, уживав, навистина ми беше драго.